Се активира процесот за завршување на клиничката болница во Штип. Од денешната посета на болницата, министерот за здравство Сашо Клековски порача дека се преземаат првите чекори кон завршување на проектот. За 2 месеца се очекува да заврши ревизијата на постојаната состојба, пошто ќе биде објавен нов меѓународен тендер за избор на изведувач. Според Клековски, завршувањето на болницата е највисок приоритет на владата. Со ова посета ги активираме првите чекори кон завршување на клиничката болница во Штип. Завршувањето на клиничката болница Штип е највисок приоритет на владата, на министерството и секако на градот и на регионот и ќе биде во целосен фокус. Светската банка и Европската инвестицијска банка се вулга и на финансирање и на техничка поддршка на проектот. По посетата ќе следи фаза на брифирање, пошто ќе утврдиме точната временска рамка на завршување на тендерската документација, објавување на новиот тендер, избор на изведувач за завршување на работите во клиничката болница Штип. Финансиски проектот за клиничка болница Штип е реализиран околу 30% од проектираната вредност. Министерот Клековски појаснува дека градежната состојба е понапредна, бидејќи објектот е во затворена карабина со завршен најголем дел од фасадата и инсталациите. Ние очекуваме за 2 месеци да бидат готови ревизиите на постоечката ситуација, што ќе биде основа за објавување на меѓународен повик за завршување, да дадеме 3 месеци за избор на добавувач и на склучување на договор. Ќе работиме со компании со меѓународна репутација и капацитет да ја завршат работата. Новата болница, финансискиот дел е на 30% од проектираните износи, меѓутоа завршените работи се со во смисла изведени за нечески работи и слично е поголем обемот, бидејќи тоа е поевтињето со, да кажам, делот изведбата. Поскапиот дел е машинскиот дел, оперативниот блок и секако новата опрема што треба да ја обезбедиме за болницата. Значи, финансиски изведбата е 30%, таа е затворена карабина со најголем дел од фасадата затворена и со најголем дел од инсталациите веќе Кога е во прашање втората фаза од изградбата, министерот Клековски рече дека истата опфаќа рушење на стари објекти, обнова на истата и слично. Работата втората фаза опфаќа рушење на стари објекти, обнова на нив, изградба и спојување во една функционална целина. Спрема планот, овој позади треба да се суши, овој треба да се реновира. Инаку очекувањата се дека со завршување на ревизијата, објавувањето на меѓународниот повик и изборот на изведувач ќе се создадат услови за продолжување на работите и финализирање на клиничка болница Штип.